вечер и добре дојдовте. Животот е песна. Песната е љубов. Љубовта е живот. Како и да е, љубовта, песната и животот не се делат едни од други. За инспиративноста на љубовта и за најубавите македонски љубовни песни на сите времења зборуваме вечерва во Тунел. Ќе го поканам нашиот прв гостин, господинот Христо Крстевски. Добро вечер. Добро ни дојдовте, повелете. Ево, позадина ја гледаме прекрасната Нина Спирова. Еден бакнеш песни рој. Еден поглед, безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти. 2012. Беше јубилејна година за Еден бакнеш, бидејќи пред половина век нашата сјајна интерпретаторка Нина Спирова ја отпеа на Опатискиот фестивал и може би за прв пат еден македонски композитор и македонски лиричар успеа да се закитат со една висока награда на еден југословенски фестивал на забавна музика Опатија 1962. Беше големо изненадување, бидејќи Македонија дотогаш немаше постигнато таков успех, а Опатија веќе траеше една деценија. Еден поглед, безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти. Ова жена која ја гледаме назад на екранот е една од нашите, може би, без конкуренција најдобар женски вокал што сме имали било когаш. Сега моментно е во Америка, колку што знам. И мислам дека нејзините интерпретации ќе бидат вечно запомнати од сите генерации на македонската забавна музика. Може ли да ве вратам малку назад во времето? Да се Кога сакате време, вратете ме, секаде се снаоѓам добро. Во тоа време кога ви дојде инспирацијата за Еден бакнеш? Имав 16 години. Бев многу млад, бев момче и почнав да пишувам песни, како и сите млади момчиња. И верувајте ми, јас не знам кога сум ја напишал таа песна, нити памтам, нити дури сеќавам. Знам само дека бев многу влюбен, учев во средно музичко училиште на улицата Илинденска, а истовремено одев и во женската гимназија Јосип Броз Тито и бев влюбен во едно девојче која одамна е сретно омажена и никош нема да го кажам нејзиното име. Знаеше дека сте влюбени во неа? Да, и ми беше девојка. Меѓутоа, не знае дека таа песна за неја е напишана. И никош не дозна. И нема никош да дозна. Нема тајни во ова мала среќа, да те љубам, зар тоа не се? И да постои ова мила, нежна надеж за еден твој мал, волшебен бакнеш. Јас самиот не сум поет, бидејќи пишувам проза. Тоа е чудно, бидејќи во младоста пишував песни и текстови. И бев тандем со еден композитор кој живееше во Загреб, се викаше Петар Пеше, кој е автор на музиката на Еден бакнеш. И со него направив еден сет од 10 песни кои беа на сите опатиски фестивали. Пеа многу познати пеачи во тоа време. Бети Јурковиќ, мислам дека и еден наш македонец, кој е сега за жал починат, си отиде прерано, Симеон Гугуловски. И така натаму. Господинот Петар Пешев е познат композитор, инаку во приватниот живот беше доктор, лекар, а и брат е на познатиот народен херој Панче Пешев од Куманово. Ви недостасува правењето на песни? Па не, видите, во младоста јас бев и познат пеач. Бев еден од првите интерпретатори на музичката сцена, на македонската музичка сцена и имав и дури успеси големи на тој план. Да речеме, на првата белградска пролет бев победник. Тогаш го победив славниот Ѓорѓе Маријановиќ. Тоа го знаат малку постарите присутни овде.
нарочно и особено еден од нашите поранешни уредници тука во Македонската радио телевизија, Ванчо Димитров и некои други. Како и Слави се разбира присутни. Што да кажам, знаете, музиката и стиховите јас ги замислувам како една целина. Јас не можам да ги одвојам музиката и текстот. За мене лириката и музиката се едно исто тело. Тоа се две раци од едно тело. Тоа е таа така наречена синестезија која се дополнува една со друга. Тоа е она стара аристотеловска поетичка, како да кажам, елејска, класична, синестетичка целина, целост. За таа целост, јас само така можам поезијата и да напишам, ако е озвучена, ако е со тон, ако е придружена со тонален, како да речам, облик. Ако нема тоа, стиховите за мене се само изговорен збор. Еден поглед, безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти. Песните како еден бакнеш, како чија си, песните како оние на Ванчо Димитров со коњите што ги пееше Ана Костовска. Тоа се песни кои се раѓаат еднаш. Не може, дури не и во една година. Во 10 години еднаш се раѓа. Чија си не може секој ден да се пишува. Тоа е нешто што мора од Господ да ви капне една капка, за да ја уловите, да ја фатите или да се слее во вашата душа. Не може да се пишуваат песни секој момент. Тогаш тоа е веќе рутина. Тоа е дрил, тоа не е веќе создавање, тоа не е творештво. Ние исклучително од срце ви благодариме за таа капка што сте почувствували, ја преточивте во песна која еве реков години трае, антологиска македонски, една од најубавите љубовни. Да. Се пее, се слуша, препеана е многу пати. Да, и во неколку држави. Во Франција, беше во Италија преведена и снимена. Горди сте на ова дело, претпоставувам? Без друго, затоа што една новинарка пред известно време ме праша дали сум горд. Па кој не би бил горд да има песна која живее 50 години? Ве молам. Знаете, за 50 години и најславните песни се подзабораваа. А камоли една наша македонска песна која со овие мали штури можности кои ги поседуваме од техничка природа и промоција светска и така натаму. За оние кои се штури во говорот, изразувањето на чувствата, им оди во прилог еве вакво едно дело, да, како еден бакнеш песни рој, да може емоциите можеби да се ги пренесат користејќи ја вашата инспирација тогаш пред многу години кога сте биле, како што рековте, само 16 годишно момче влюбено, да, па им помага, сигурна сум дека им оди во прилог на искажување на емоциите на еден поиздржан начин, ако не знаат во моментот да си ги искажат истите. Благодарам. Многу ви благодарам за вечерашното гостување и еве да ве замолам да поднапишете уште некоја песна ваква ако ви доаѓа инспирација. Да, доколку се инспирирам, но се сомневам бидејќи прознато творештво си бара дисциплина и долго време. Моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти, што ме плени, љуби ме ти, што ме плени, љуби ме ти. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага, дека срекна заборави, беше со мене ти. Кој ли срека ми открадна, срцето ти го грабна, сега знај дека секој ден ликот Љубовта е, да се разбира, најсилното оружје, оно најсилно и најисконско чувство кое го имаме, а кога е преточена или прекажана преку песна, реков, тоа е нешто што останува, што трае и ќе бидеме сме сведоци нели низ годините на една убава љубовна, приказна, тажна и така натаму. Кажи зошто ме остави, сведоци сме на уште една од бројните песни кои се од македонската богата ризница, која трае со години и не верувам дека понекогаш не сте ја запеале или едноставно не сте се нашле во истата. Авторот Јован Белјановски вечерос од нас во емисијата. Добро вечер. Повелете?
Добро ни дојдовте. Добре најдов. Повелете. А и вода имало тука. А, има. Ако негде зашкрипи, Но на мачка бе. ако се Ракија сетнете да клавите некако. валцево беше. Господине, ни дојдовте од Битола. Не бе, од Скопје сум јас. Од Скопје сум. Навистина? Од Скопје сум од 65-та година. Овде преселени и овдека сте си Овде сум. живеете. По потекло? Потек сум битолченец. Ја оставивте Битола и широк сокак? И широ. Дали беше широк сокак инспирација за кажи зашто ме остави? Ние не направено по гимназијата е оркестар. Свираме само забавна музика. Меѓутоа репертуарот беше многу слабо во тоа време, немаше таква техника како што има сега. Немаше телевизори, касетофони, магнетофони, седиња и тие работи. И од радио што слушавме музика и од ми крадевме песми за да свириме во живо. Сега како се роди таа песма, едни моите другари што свиришме заедно, кото капелник Лако Джима, ја фати на радио и една вечер ми ја праша серенада. А ја, за да запамтам мелодијата, што ми ја свири сега, напишав одма текст. Оти не може да памтам мелодија без текст. Мораше да имам текст па да запамтам мелодијата. А Боби Авторски ни беше певач во оркестарот наш. Оти покрај тоа што свирев на гимназија, свирев и на Соколаната. Таму на игранки. И утредата, после ова серенадата, утредата со Боби Авторски се најдовме таму. Тој ми сакаше да му пишам песми и други песми некои. И ја дотеравме песмата кој што ја испеи на игранка на Соколаната. И публиката ја прифати многу. Многу бедница и стално му бара. Твојот лик е насекаде и јас го гледам моите дни ти најтажни се, вечно ме мачи тада. Моја љубов ти пак е си, се ти проштевам драга. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага, дека срекна заборави, беше со мене ти. Таа е иначе песма на грчка мелодија. Да, автор. Од Никола Гударец. Презнаем некој е авторот. Имаме проблеми со тоа. Меѓутоа, тоа беше негде у 46-та, 47-та, 48-та, тука негде. Ја знам да уште бев ученик. Што мислите, на што се должи толкавиот успех, не кажи зашто ве остави низ годиниве на Ете да кажи зашто ме се тоа видам. Кажи зашто место и стана многу популарно. И љубов ти стало со. Тие двете најпопуларни стана. И сака. Тогаш имаше поздрави и честитки со дописница. На дописница пева поздравам, честитам име ден на другарот тој и така натаму. Со песмата таа и таа. И иде во Радио Битола тие. И се пуштаат стално тие песмите. А најпак ја бара, кај зашто ме остави. Се сеќам дека тогаш кога се пушти песмата кај зашто остави, беше една жена беше по забавната музика. Не ми текнува сега кога полна беше. Го знаев името, ми не текнува цел момент. Остаре пиес. Таа рече, не све да се пушти, не знаеме никој автор, не знаеме ништо за... И сакаше да се запри тие песмите. Меѓутоа не можеше тие картичките иде... Побарувањата многу беа големи за песната. Да, идеја карти. Да се испее песма, значи ми честитки. Што се ве? Жалите што не се одлучивте да се занимавате конкретно со музика, одбравте друга професија адвокат или? Не. Абе со музика да знаев дека сум добар со музика дека си бев музичар. Толку ќе траат песните како кажи зашто бе остави. Случајно Ќе се предадевте. Случајно не бев диспониран према
Верувам дека ви е музиката. апсолутно и животен куриозитет кога ќе ја слушнете сега и си ја слушате. Кажи зошто ме остави, ако не сте одбрали музиката како Како не си професија. ја пеа преготим тука фалико, ќе бида расположение. И да си пеете. Ја пеам јас ке со оркестарот. Ви благодарам, ние ќе си ја пееме и се надевам генерациите кои Да. по нас доаѓаат, бидејќи навистина ова се безвременски би рекла јас македонски песни на кои сме богати што ги имаме во нашата Тие се историја. песмите од нашето време. Кој ли срека ми открадна, срцето ти го грабна, твојот лик е насекаде и јас го гледам пак. Моите дни ти знај тажни се, вечно ме мачи тага, моја љубов ти пак е си, се ти проштевам драга. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага, дека срекна заборави, беше со мене ти. Има еден дом сред жолто лисје, стајан е тој во сите мисли, покрив тој е твој и кошмар тој е мој, редок миг пред куќен праг, скриен поглед толку драг. Така разнежнети и љубовно расположени продолжуваме и верувам дека нема дама која не посакала да се најде или да ја биде отпеано или да ја биде еве кажано чија си, кој ти гали долги коси, светци моја, ниту име не ти знам. За светот, за чија била и како стана уште една убава, една од најубавите македонски љубовни песни, вечерва во емисијата со господинот Славе Димитров. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Повелете. И како што се вели, љубовта е, реков, едно од најмокните оружја. Љубовта искажена преку песна, ми се чини дека е најубавиот начин да дознаете за емоциите, чувствата, да ги живеете истите, да бидете понесени и секој би посакал да се најде во некоја песна, да биде отпеан за него, да биде напишана и така натаму. За кога е конкретно напишана чија си? Па, чија си е, има два инспиративни моменти. Едниот е кога е пишував мелодијата, усвари кога е создав мелодијата, не е пишував, тоа после е напишав, не е создав, тоа е моментот кога бев млад, така, неде 67-8 година низ Битолските улици, кога се враќав дома и така во оние летни вечери не се чинат звезди, полни со надеж, со полет. И се роди таа мелодија и таа е носев по себе 1-2 години. Потоа, кога од Белград се вратив во Скопје, 70-та година, кога се вработив во Радио Скопје, 70-та година се беше распишан конкурс за Скопје 71, така нешто. Па во тој момент имав среќа да се запознам со Благој Стефановски, авторот на стиховите на чија си. Он работеше како уредник на документарната радиопрограма и со него создадовме доста песни, доста текстови, со него, со Ѓоко Ѓоргиев и со многу други поети, но чија си остана, во тој момент и со Благо че се најдовме на иста фреквенција. Ево и ден денес се подпевнува, сите се прашуваат, барат одговор на прашањето. Чија си, на кого радости му носиш, звезда си во некој
си мој, а ниту име не ти знам. Чија била, од каде дошла инспирацијата? Дали конкретно е лик нели кој е отпеан во песната? Па, веројатно Благо ќе може тука да одговори конкретно дали е за некоја личност, бидејќи после тоа се јавува многу дами кои прашуваат се чија Да не е е, за да мен. не е за мене и така. Но на тоа прашање никој не одговори до сега. Јас мислам да не користевте, да? Токму за вас. Горе ви претоставам нова дело, бидејќи живее нели низ годините повторно кечем, но и можеби одговорност кога конкретно пак вие со музика и одлучивте во животот да се занимавате, кога имате ете такви успешни песни кои траат низ годините, да постојано нели стварате нешто ново. Чувствувавте ли притисок од успесите на токму ваквите песни? Сигурно на почетокот не знаејќи нели за исходот од истата, потоа но низ годините. Добро, претходно и јас имав напишани некои други песни кои веќе беа познати, но исто така љубовни. Но меѓутоа, овде 71 година беше можеби една клучна година не само за мене, него за сите македонски автори кои бидејќи Скопски фестивал беше основан 68 година, па растеше квалитетно, а 70 година стана стана престижен фестивал, почна сите да сакаат да настапуваат на него и тоа значеше еден параметар кој мораше да се водиме сите понатака, така да и следните песни, следните фестивали што ги пишувавме, стварно внимававме да бидат на такво ниво и вистина и останаа хитови, не само Чијас и други песни, кои ден денес ги слушаат и новите генерации и најновите генерации, така да тие стандарди се стварно останаа како едно правило за македонската музика, македонска музичка школа во тој дел. Особено што многу внимававме и на текстовите. Јас посебно внимавав, соработував со многу познати и поети, и писатели, покрај Благој Стефановски, Џокој Георгиев, Анте Поповски, Блаже Коневски, Тодор Чаловски и многу други поети. Богата и долга ви е кариерата, да. Имавме во сите тие песни претежно превладуваше токму љубовта. Има еден дом сред жолто лисје, стајан е тој во сите мисли, покрив тој е твој и кошмар тој е мој, редок миг пред куќен праг, скриен поглед толку драг, копој. Секој ден си ти под иста стреја, нула без лед во воздух смеја, ладна како лед, па бујна како цвет. Стојам долго, долго јас, гледам чудно и без глас. Конем, чија си, на кого радости му носиш, звезда си, во некој облак како плав. Многу љубови се инспирирани токму од песните. Ја често пати ќе ме сретнат некој вика јас на твојата песна се заљубив со мојата жена и така натака. Вие љубовта кон музиката и се разбира музиката ја пренесовте на вашите деца? Да. Некако и семејно ете сте во, би рекле. Да, ма и претходно јас пренесов од други генерации, например јас сега пред малку го слушнавме двајца великани од ова музика кои создали истовечни теми. Јас растев со кој беа, тие се постари од мене, јас растев со нивните идеи. Нормално, тука имаше и од музиката и некои други луѓе, па сето тоа е пренесено. После на мојата сопруга и на моите синови
дедото и бабата биле музичари, исто така, значи сето тоа има некој континуитет. Генот си е тука, Да, присутен е. да. Вечерва присутен е некако многу Битолчани. Се чини дека токму таму се раѓаат големите музички имења или нешто има во поднебјето во Битоло. Така нешто под пелистер има некој воздух, многу интересен. Јас од срце ќе ви се заблагодарам што вечерва бевте овде за да споменеме за оваа трага која остави чија си. Вие вашата си ја најдовте, а верувам дека можеби во некое време ќе биде ова инспирација за некој својата да си ја најде љубовна приказна и така натаму, а генерациите кои доаѓаат и тоа како ќе имаат на што да се горди на богатата македонска музичка историја. Баш ми е драго. Ви благодарам. Na kogo radosti mu nosiš, zvezda si, vo nekoj oblaka ko plav, čija si i koji ti gali dolgi kosi, sveci moji, a ni tu imene ti znam. A ni tu imene ti znam. Ima jeden kaleptažen oda mi solzi moj što brodi. Ima jeden život prazen oda bez den da mu se rodi. Ima jedni oči mnogo topli, sonšto barat niz životem prah, galeb kaže razvil krilja mojta duša, a ta go sluša. Ќе ви кажам еден податок што мислам дека и го немам кажано нигде. А може би негде еднаш сум го кажал. Таа композиција јас ја напишал на сон. Значи на спиење. Се разбудив, целата тема што ја натре, што предпоставува таа композиција. И ја запишав, бев во Грција на одмор. Ја запишав на едно ливче во еден камп. Ја разбудив мојата сопруга и таа е музичар, пијанист. Викам, Кармен, гледај, ми текна на мелодија. Абе, сега ли, вика, како? Еве, ја викам, вика, запиши, утре ќе разговарам. Беше касно ноќе. Немаше ни текст, немаше ни ништо. Таа композиција е така настаната и воопшто не сум мислел дека со нејзе ќе се случи ова што се случува. Значи, тоа е некој правило непишано за сите композиции. Никој не знае што е тоа хит, прво да тоа да се разбериме. Што е хит? Че тоа е самиот народ, самиот таа песна, од тука да ја држиш кај ти избега. Таа си стасува до луѓето и тие си ја зимаат како нези. Значи, самиот народ, музиката ја прави хит или не хит. Тоа е најголемото мерило. Никакви жирија, никакви други варијанти, народот. Таа композиција ја пуштив на Опатискиот фестивал 78-та година, како представник од Македонија. Бев тука избран прво од Македонското радио, Радио Скопје. Таа композиција, како што знаете, пее Верица Ристевска. Конкуриравме во Опатија и таа беше избрана од таму од 700 композиции доаѓа на конкурси. И јас бев пресеќи, бидејќи многу млад бев тогаш, реков да се изведам таму, за нас беше Опатија врв во југословенската музичка сцена. Таму Верица ја освои 7-та награда. Од купно 75 насои. Таа композиција е не баш лесна за слушање. Значи, јас не знам дали пратите, мојата музика е многу специфична. Справам малку така, ми вика тешки правам. Што значи то тешки, не знам. Али правам специфични песни кои што не се чуени на просторите. Значи, моите композиции една со друга не личат.
И оној момент кој ќе заличат, Кире Костов нема да компонира паќе. Ќе запри. Тоа значи дека немам инвенција и нешто се случува. Noći topli, ko mrak što tona. Dari son, letni spasi. Лета и Галеве својот пат го продолжи, беше издадена од загребачка една компанија за плочи и тогаш скоро за месец дена се продадеа некаде околу 1000 такви плочи, за кои што ние се чудиме кај нас во Македонија, например, многу мал е пазарот и 1000 плочи да продаеш, тоа е, не знам, или касети, или... Бевме среќни, радосни и она учествуваше во многу емисии музички, тогаш во југословенската, значи во ЈР-та. Ја викаа секаде како гостин да ја пеи баш оваа композиција. Son što barat, niz životen prag. Galeb kaže razvil krilja, mojta duša, a ta go sluša. Мој текст описуваш во најголем број од моите композиции е доктор Миле Брчаковски. Значи, негови композиции, сега да не идеме броја, можда некој ќе заборавам, ај да речеме Твоите очи сине, Не биди слеп, Манастирски сон, Што те нема, не знам, овие се сите текстови кои што навистина се едно големо богатство. Galebe moj tažen, topli sonce, zarobi Bog čas. Daj mi malo parče mirno, sino nebo, istopli mi duša, istopli mi duša. Letaj mi solzi moj, galebe moj tažen, letaj ko neba tvoj, galebe moj tažen. Letaj kon oči topli, po mrakot što dona. Darim son, letni spasi. Дојде Кире Костов кај мене, ми ја даде песната, прекрасна песна. Тоа е песна која навистина веднаш ве обзема и јас со огромно задоволство прифатив да го напишам текстот. Кире Костов има еден специјален рецепт да ги натера текстописците да пишуваат. Тој ќе ви ја донесе песната и ќе каже, еве ти е песната, утре во 12 е снимање и те молам да утре текстот да биде готов. Во овој случај не беше така сепак, ми даде малку време и главната инспирација всушност за самата песна, за самиот текст, нормално излезе, се роди од возбудливоста и оние навистина прекрасни вибрации што извираат од песната. И така јас размислував каков текст да напишам и секогаш постојат две варијанти. Едната варијанта е да напишете типичен љубовен текст во кој што доминира љубовта. Другата варијанта е да примените, ако може тоа така, да го наречам обратно решение, да искористите тагата, зашто до душата всушност постојат два влеза. До душата и до срцето. Едниот влез или портал или капија, како сакате наречете го тоа, е всушност љубовта. Таа е промотор на сите оние духовни вибрации, духовни експлозии. Таа е нашиот препород, нашиот вознес. Но постои, ако можам така да го наречам тоа, и спореден влез. Постои помошна или задна капија, а тоа е капијата низ која до душата стигнува тагата. Зашто тагата исто така може да предизвика духовен торнадо, да предизвика огромен број на емоции кои се некогаш дури и поинтензивни од емоциите што ги предизвикува љубовта. Јас во овој случај ја искористив втората варијанта. Ја искористив тагата
да стигнам, да допрам до душите на слушателите, зашто го почувствував мигот и знаев дека е тоа решение кое веројатно ќе успее. Љубовта и тагата се две половини кои го чинат нашето битие. Всушност, животот е токму таа борба на спротивностите. Galebe moj taže, letaj kon oči topli, po mrakoč što dona. Darim son, leti spasi. Letaj mi sozi moj, galebe moj taže. Letaj ko neba tvoj, galebe moj taže. Letaj kon oči topli, po mrakoč što dona. Darim son, leti spasi. Ako treba, draga, stopi me od tada, no zapli se, pogledaj me. Kaži nešto, draga, pa makar i laga, nasmeni se, naluti se. Далеко е поголем и побогат изборот на македонски вергрени, но во секој случај онаа бројка која вечерва ја одравме ќе биде и најава за можеби неколку навраќања во некои следни емисии на Тунел, за да ги преслушаме или едноставно ги дознаеме инспирациите за, реков, делот на најубавите македонски љубовни песни. Во оваа секако не можевме да ја прескокнеме. Кажи нешто, драга, во изvedба на легендарниот Драган Мијалковски, а Ванчо Димитров ќе ни ја раскаже приказната за истата. Добро вечер. Добро не дојдете, повелете. Ке ми кажете ли која беше таа драга? Јас се надам дека нема да ве разочарам ако ви кажам дека не постоje особа која јас од вај чекав да ми каже нешто па макар и лага. Значи драга не постоела. Но да знаете што авторите кои создаваат музика, кои компонираат музика, многу често темата што се појавува како текст во нивната музика, бидејќи ја создава некој друг, нели? Стиховите ги пишува некој друг. Таа комбинација на композитор и автор на текстовите често пати има некаква, нели, врска емотивна, но често пати и нема никаква. Јас знам дека мелодијата Кажи нешто, драга, ја компонира во 75-та година и беше изведена на Скопје 76-та. Јас тогаш бев веќе 5 години како кирајџија. Мојата прва композиција беше изведена на Скопје 70-та и мислев дека после 5 години веќе е време да создадам некој хит. Од тоа што секој автор сака да ја напише својата песна и секогаш кога ќе седне да компонира, тој мисли дека таа баш треба да биде најголемиот хит. Но тоа за жал или можеби за среќа не се случува постојано. Така што кога ја напишав композицијата, имав желба многу да ја пее Драган Мијалковски. И бидејќи таа и како конструкција и мелодиска беше некако блиска до неговиот стил на пење, неговите изворени можности или вокални. Се договоривме со Ѓоко Ѓоргиев, дојде тој кај мене дома. Извесно време јас му ја свирев песната, нели? Тој ја слушаше и во еден момент рече: Ванчо, овде во рефренот ќе ставиме Кажи нешто, драга. Бидејќи знаеше дека сакам да ми ја пее Драган Мијалковски, а тој беше многу вешт и да го спои практичното, а исто време беше и одличен текстописец. Има напишано навистина изворени стихови. Така таа тема се создаде, така настана практично и насловот на песната Кажи нешто, драга, па макар и лага. Ako treba, draga, stopi me od tada, no zapli se, pogledaj me. Kaži nešto, draga, pa makar i laga, nasmeni se, naluti se. Samo jedan zbor mi treba cvet.
Дали е кај конкретно луѓето кои се занимаваат со музика, токму љубовта, животот, инспирацијата се околу нас, она што на крајот на криштата ве води, бидејќи споменавте, така не се финансиите на крајот на криштата во прашање и тоа е она што вака ве прави богат. Се разбира дека композиторот кога работи на песна, кога компонира, тој внесува во таа мелодија одредени своји длабоки интимни чувства, некакви своји расположение, некој се тие надворешно видливи, некојаш не се видливи, но тие емоции што ги внесува тој во таа мелодија допираат и до текстописецот. И затоа многу често се случува дури и споеви од тој тип, нели, еден автор на музика и друг автор на стихови, да се направи прекрасен спој. Тоа само кажува дека композиторот исто така внесува, нели, во својата мелодија некои своји најдлабоки интимни чувства. И која ваша песна се може напишани, пренесени оние најдлабоки, најинтимни и најлични? Па јас имам една мелодија која ми е посветена на мојата сопруга, таа не е спомната во песната, но ја напишав кога се нели се сакавме тогаш, се забававме. Тоа е песната "Зошто ти не си тој", што ја пее Маја Жаклиевска. И тоа е напишано баш во тој период кога јас бев многу влюбен во неа. Тој текст исто така е на Ѓоко Ѓорѓиев. Тој можеби не влезе до крај, затоа што ја и не сакав да му кажам дека таа ми е посветена, нели, на мојата сопруга. Има некои делови кои малку потсетуваат и можеби малку се упатени кон неа, но таму со еден стих не се тоа директно кажува и тоа можеби на крај крајшто ми е драго, што е така наша таа интимна приказа, што јас и таа се знаеме, нели. Кога сме кај приказните, верувате ли или едноставно чувствувате ли дека кога некои вакви големи хитови се раѓаат и се ствараат, потоа вие стварате и тоа како имате повторно ќе речеме богата музичка кариера и направено песни, трпат ли останатите во името на некоја која е голем хит и трае низ годините, се провлекува и постои тука? Мислите ли дека може тоа да се случи или се случува? Ги засенува ли останатите? Јас мислам дека тоа речиси правило. Знаете, кој ќе го спомнете Славе Димитров, веднаш си ќе спомнуваат чија си, кој ќе спомнете Бранжолице, ќе спомнуваат Езеро мое, кој ќе го спомнете Шпато, си ќе спомнуваат Лени. Иако сите тие, да не ги редам сите други, нели, сите автори си имаат еден свој шпиц, еден свој врв. И за жал, најчесто широката публика ги спомнуваат тие песни, но ние како, да речем, родители на своите чеда, своите песни, многу често жалиме заради тоа што се некои други песни кои се исто така добри, дури понекогаш можеби од аспект на занаетот, на творештвото, на композицијата и дури се поиздржани, тие некако остануваат долго време во сенка и некогаш дури остануваат и за секогаш во сенка. Еве сега возобновен Скопскиот фестивал, бидете ни вие живи здрави и создавајте вакви убави песни кои во следниве години ќе стануваат евергрини, бидејќи годините се само бројка, вие може да се носите рамо до рамо со генерациите кои сега творат и ќе доаѓаат, во тоа апсолутно верувам. И јас, бидејќи го спомнавте Скопскиот новиот обновен фестивал за кој јас многу се радувам, јас исто таму имав една композиција што ја пееше Лаура Карлију. Сосема случајно дознав дека таа внука на Нуши Карлију, Нуши Ресмија, кај кога јас бев под Кирија, кога ја создавав "Кажи нешто драга". И тоа ми беше исклучително драго. Ништо не е случајно во животот. Веројатно. Не е случајно и вечерва вие бевте со нас во емисијата. Уште еднаш ви благодарам за "Кажи нешто драга". Благодарам јас.